Во непосредна близина на пештерата Пешна се наоѓа локалитетот Девини кули, средновековна тврдина, која што може убаво да се забележи на врвот на таа височинка, остатокот од кулата, а додека лево од кулата се забележува еден од појасите, од трите појаси со која заштитена Девините кули. Додека во подножјето на Девините кули, во пошумниот дел, тече реката Треска и во зеленилото токму тамо се гледа еден мал дел, така утврден, и место наречено Зандана, а додека лево од него се наоѓа средновековна црква од 12. односно 13. век. Имаме можност непосредно после ова да ги посетиме истите, да направиме една снимка на овие убавини што ги дала природата и што ги изработил човекот. Се наоѓаме на близина на реката Треска, помеѓу Девините кули и пештерата Пешна. На самиот крај ивицата од реката се наоѓа еден од повеќето извори кој што постојано тече убава ладна вода, што тоа може и да се забележи. Додека реката Треска, која што е постојано и полноводна, еве можеме и ние да не косите заедно? То не го? То не заедно. А може тя попоси се върна? Няма да се. И три пъти се стига. Не така. Да. Нямаме никако ни одале, ни вам горе. Одам го само со фотку. Да. Она си е рекла и одобрија нас од студентите си дајме. Само да изпитам ова што тие. Ако ние се падаме. И опре више вода, квит, ни од крапа, ни од вода да изпитам. А иначе така бе, овде имате мотори. И севките извај. Севките дојде извај еден камион, ододе све. Имаше цевки еден фаб ситуари од Девич. А ви как го сте? Не знам. Не знам и општина. Да тие да го фатат, да се чекавате цевки што Девич. Нали тие што видете скоро тамо што го разерва? Него си го и моторите кај иначе животот таму. Се наоѓаме кај еден од изворите во подножјето на Девините кули. Извор кој што навистина може секој еден да биде задоволен кога би се напил од оваа убава
питка, ладна вода и чиста. Секој еден би бил среќен кога би имал ваква. Овој извор требаше да ги задоволува потребите на селото Девич, но работата не е повеќе се заврши, тоа ќе се види покасно во иднина. Се наоѓаме испод Девините кули, кај местото викано Зандана. Зидените пред нас ќе ги гледаме во некаде од прилично 1 метар дебел зид. Овој објект е заобиколен наоколу со каменен зид и нема отвор, нема врат. Името е Зандана, што значи затвор. Всушност, од кога датира и што представува овој објект? Ова е објект кој што датира од времето на изградбата на Девините кули и предпоставка е дека токму во текот на градбата се случувало често пати да од замор, од прекумерна работа, па дури од постара возраст или мали деца кои што работеле да умираат. Некои се смета дека биле токму погребувани во овој дел, фрлани во оваа Зандана, но некои смета дека непослушните при текот на работењето биле затварани и за секогаш останувале во овој дел. Еве, денес забот на времето си го покажува своето и истата ова Зандана, која што многу нешто крие, пропаѓа. Но исто така предпоставка е една друга предпоставка, колку е сега тоа точно, тоа е друго прашање, дека во овој објект всушност имало извор со вода, од каде што водата се црпела со кофи и тие сајли, подвижни јажиња и истите се пренесувала на врвот од калето, тогаш кога имало и потреба. Еве, вака останува легендата за оваа тврдина во подножито на Девините кули. Додека непосредно во близина на овој објект се наоѓа средновековна црква, негдека од крајот на 13 век, а ќе имаме можност прилика да сега и да ја посетиме и нешто. Објектот е изработен од камен, песок и вар, кој што се гаснел во моментот кога се изработувал овој објект и еве и до ден денес во вакви временски неприлики сепак е сочуван барем дел кој што можеме да забележиме за градбата. Додека сите други помошни скелиња кои што се правеле за изградба на објектот, а биле изработени од дрво, веќе не постојат, односно се е тоа отфрлено, скапано. Малку од оваа страна може подобро да се види. Може понавака да се види.
Храмот што се наоѓа испред нас е храм кој датира некаде од крајот на 13. век. Односно, големата земја, Македонија, како што и во превод значи, била земја мета на нашите соседи, кој што негдека во крајот на 13. век Милутин навлегува на територијата во Македонија, освојува дел од Македонија и го освојува токму и Поречиево. Како што го правил тоа во другите области, така и во овој крај изградил поголем број на цркви. Една од нив е и оваа црква во подножјето на Девините кули. Може да се види убаво искресаниот камен и стилот на градбата, а горниот дел, кубињата, изработени од плочки керамички, бигор, камен, вар и песок. Додека долниот дел е од камен и од вар. Внатрешниот дел на објектот е убаво изграден. Ајде, може да се со сосема мал олтар, апсидата, горниот дел, место кај што требало да биде иконостасот, но ништо нема изградено, место каде што требало да бидат поставени фреските и иконите, исто така и од нив не се довршила работата. Останал недограден овој храм и може би токму на времето се покажал своето да истиот овој објект брзо и распадне. Сепак, убавата градба што може да се види од пишаниот крст, искресаните камења од бигор и горниот дел од керамички плочи и до ден денес го сочувале овој објект. А ми се чини дека надлежните треба да преземат мерки за заштита барем на овој останатиот друг дел. Ќе напуштиме средновековната црква и потоа ќе се упатиме кон кулите на врвот од ова